Нас снегот овде не може да не изненади. Ама дождот може да не изненади во секој момент. Затоа ќе тргнеме ние на кафе, некаде надвор, ама во задолжителната опрема во автомобилот мора да има чадор за сонце, кој што врши работа и при дожд. Сега ќе направиме една слика, после ќе ја покажам. Од Саше и оди со чадор. Нормално. Така ќе стартуваме денеска првата епизода во оваа година. Епизода која што треба да покаже, епизода која што треба да информира и епизода која што мислам дека ќе ви отвори уште неколку нови работи кои што можете да ги искористите во следниот период. Прво, знаете какви се протоколите, многу се променети, а една од оние убави работи кои што веќе на островот ги имаме е што мерките попуштаат. Но се враќам веднаш по малиот простор за моите пријатели. This is Social Network Radio Podcast. MM, the Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show, Friday 8 p.m. New podcast. Let's get started. Да, меѓу новите протоколи прво беше тоа што се тргнаа веќе сите
оние протоколи за внатрешно уредување на просторот во рестораните, кафебаровите, кафичите и така натаму, каде што нема веќе дистанци. Маските ги тргнавме на отворено за сите што имаат бустер вакцина или оние прележани. Остануваат уште многу од одложените летови, бидејќи некаде на континентот се уште владее многу, и ветер може да не изненади, владее многу расширувањето со новиот омикрон сој, кој што ќе кажам наликува повеќе на оние полесни настинки и грип, отколку на нешто страшно, но факт е дека да не беа вакцините, може сето тоа ќе беше многу сложено. Сепак, ова не го сваќајте дека сум го променил ставот и дека инсистирам на се она што е бустеризирање и така натаму, иако јас сум бустеризиран, од X причини нема да можам да работам, бидејќи многу места ми е забрането да влезам ако не сум бустеризиран, но останувам секогаш на правото на избор, секој сам да одлучува за сопственото здраве и сопствената иднина во однос на тоа. Не подлегнувам никогаш на она што масата понекогаш безумно се води по некои правила кои што некогаш немаат логика. Да, јас секогаш ќе бидам за вакцините, затоа што сметам дека тој дел од науката е совршено добро функционален. Плюс тоа се наоѓам во една група на луѓе со возраста, со оно што го имам како диабет и така натаму, кој што сметам дека е задолжително, барем за мене. Она што во Малта е значајно сега да се каже во овие денови е дека веќе има неколку пунктови, ќе ги видите сега и на екран, кои што примаат и со незакажани вакцинирање, значи комотно може да отидете со лична карта, или ако се уште немате лична карта, или ако сте случајно тука на малце подолга посета, ако сте пријавени на некоја адреса дека престојувате таму, исто така со тој лист може да се пријавите за бустер вакцина. Оно што исто така во ова насока би го кажал е дека се очекува, барем ова е неофицијално, се очекува дека за максимум 2 месеци веќе ќе бидат и уште неколку мерки исфрлени од оние стандардни протоколи. Што се однесува до сертификатот, знаете дека веднаш може да го симнете, ако сте денеска бустеризиран, значи веднаш може да го симнете и на самиот сертификат ќе видите таму едно бројче има 3 цртичка 3, тоа значи дека сте ја примиле третата вакцина и веќе сертификатот ви е валиден, не е само она дека треба да пројдат 14 дена па да го симнете сертификатот. Ова е тоа како начелно, првично за односот протоколи и вакцинирање, а сега со оние други работи. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast. Една интересна информација излезе пред 2-3 дена, а тоа е, може би ќе кажете, во борба за новите избори кои што ќе следуваат, па двете партии кои што се главни владеачки или опозициони партии, зависно во кој период од делот на живење во Малта го имате, се борат за гласови, е дека до наредниве 2 години Малта очекува практично за следниве 3 официјално очекува дека минималецот на платата што ќе ја земат вработените во Малта ќе биде 1100 евра.
Е така е кога се работи. Јас сакам да работам во природа, сакам да излезам покрај море, ама не изненади дождот. Значи, не верувам дека тоа ќе биде само една борба предизборна и едно клише кое што сме научени да го гледаме во македонски услови. Не, во Малта тоа се реализира и очекуваме дека навистина во следниот период од 3 години минималецот ќе скокне скоро за 200 и кусур евра од денешниот и ќе биде 1100 евра. Тоа е добро. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Xavi, l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de tot, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! Една од убавите работи кои што очекувам дека во оваа 2022 година ќе бидат уште поатрактивни е криптопазарот. Актуелен е секаде во светот. Знаете дека порано ако имавме чувство дека тоа е нестабилен пазар, дека тоа е повеќе криминален пазар и така натаму, веќе влегува во канализирање и на сите оние финансиски институционализирање. Што мислам под тоа?
Одамна веќе се знае дека Visa и Master влегоа во криптопазарот. Германија си изваде своја криптовалута, Шведска исто така. Има земји веќе кои што го благословија влегувањето на криптопазарот во нивните држави комплетно на сиот сектор. Малта е пионер во ова. Во Малта можете дури да купувате со криптовалути, а со последните информации, значи ако си нарачате и Visa картичка на некој од оние криптоберзи, практично вие можете и во продавница да си испазарите, како што тоа го објавија и некои компании, например во Хрватска, мислам, они беа пред 2-3 месеца првите во тој дел на Балканот, кој што тоа го направија, може си пазарите со криптовалута. Сега, во однос на тоа дека криптопазарот е многу скока, паѓа и така натаму, не знам колку луѓе ќе бидат тие кои што активно ќе пазарат со криптовалута или ќе си тргнат еден дел од своите примања на таа картичка, па ќе пазарат, бидејќи има интересни работи, да кажеме, кога станува збор за криптовалута, и Visa и Master кои што влегуваат во овој дел од финансиите, велат секоја трансакција ќе ви враќаме на пример 8%. Сега, замислете, имаше некои групи, ако се сеќавам, не ме земајте здраво за готово, Lioness или така некако се вика, кој што враќа одреден буџет. Ова е многу пофункционално и ова е многу по-реално, бидејќи го гледате тоа веднаш, не ви треба месеци и месеци па да стигнете некој лимит и така натаму и така натаму. Значи, Малта како една од водечките држави во Европска унија кој што го регулираше криптопазарот, очекувам дека 2022 година ќе биде токму на ова поле уште пофункционална и уште по-ефективна. Имено пред неколку емисии, кога беше посветена токму на ова епизодата, ви кажав дека скоро и да нема млад човек кој што има околу 30 на години во Малта, а што нема свој криптоновчаник. Тоа веќе нешто кажува. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. И пред самиот крај, само да кажам за сите оние од Македонија кои што сакаат да дојдат овдека на посета, не е вака со чадор, ова е ретко и ова се денови кои што ги има само во декември, јануари и посебно ќе бидат во февруари, но затоа сме ние подготвени, како што реков, и во денешното реализирање на оваа епизода. Летовите за Македонија претпоставувам дека ќе бидат вратени назад, Скопје, Луа, некаде од април. Кон тоа ме води она информација дека од 28 март почнува повторно летот кон Софија, оној лет кон Солун функционира се уште и нема запирање за него, но оној лет кон Софија мислам дека веќе најавува дека наскоро веднаш потоа, после тој 28 март, би требало да очекуваме информација дека ќе се воспостави директната линија кон Скопје. Што значи, ве очекувам тука на една убава дружба со нашите пријатели во македонско расположение, централно-медитерански. Биете ми во добро здравје, каде и да сте. Јас и во вакви услови еве да направам една епизода, па нека остане и за сеќавање да видиме дека и ова може да биде изненадно, да не изненади нам дождот во Малта. Останете уште малку да видиме што беше тоа атрактивно во изминативе 7 дена. Running
Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get started.